Ова се најчудните карпи што сум ги видел, се наоѓаат на рид над Велес. Јас случајно ги приметив, па се решив да се искачам до нив и да ви ги снимам. Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат се наоѓам над градот Велес, поточно над црквата Свети Пантелеймон, каде забележав необични карпи кои што одам да ги истражавам. Па ајде одиме да видиме што се тие карпи. Среќни празници за многу години нека е. Еве како јас си го поминувам првиот ден од новата година. Одам да истражувам, да си ја задоволам мојата љубопитност и да споделам со вас нешто невообичаено. Ајде. Дали овие карпи некога служеле како обзерватории, односно ги правеле на тој начин да го лоцираат сонцето или одредени звездени системи, јас не знам. Меѓутоа, овие обработени чудни карпи стојат како сведок на некое минато, кога цивилизацијата се развивала до друг начин, се развивала во склад со природата, па така често ги одбележувале најдолгиот ден, најкраткиот ден, пролетната рамнодневница, зимската и така натаму, затоа што тие биле важни денови во минатото на човекот. И така веќе се искачив поприлично високо, па ајде ќе ве носам тука над мене, над карпата која што истражував, се наоѓа врвот Вршник или највисокиот рид над Велес. И сега од другата страна на Вршник имаше една пештера, златна пештера. Јас како дете често сум доаѓал на овој рид, меѓутоа верувајте немам дојдено од тогаш, ама еве сега патот ме донесе и натаму, па ќе се искачам на врвот и ќе пробам да најдам таа златна пештера, да ви ја снимам и неизе. Па ајде одиме на Вршник и да ја видиме и златната пештера. Еве, се искачив и на Вршник, а сега е 1 јануар, можеби најладниот ден во годината, меѓутоа добро е, еве се искачив, се загреав, а сега одам доле да најдам златната пештера, тука некаде е доле,
не сум бил од дете, меѓутоа ќе одам сега да ја посетам, да ја снимам и незе, кога што памтам беше прекрасна пештера. Ајде одиме сега да најдеме пештерата. Ајде, зад мене градот Велес пие ова прво јануарско ладно утро. Еве ја и златната пештера ја најдов, која што се наоѓа под ридот Вршник. Значи тргнав да истражувам Карпата, проложив до Вршник, сега дојдов и до оваа пештера, кој знае каде ќе завршам. Меѓутоа ајде да одиме внатре, да ја истражиме малку оваа пештера. Јас не сум бил во оваа пештера од дете и тука ќе се вратам на своите детски денови. Ајде одиме внатре, да ја видиме и јас лично да се потсетам каква беше. Ајде одиме. Дури и пештерите се со ѓубре кај нас. Како што видовте, пештерата е Гнасотилаци. Чи затоа што е релативно близко до градот, луѓето ја сквернават. Значи луѓето тука дојдоа до некој степен од кој што мислам дека многу тешко ќе се вратат назад. Пештерата внатре е полна со пластични шишиња. Срчи. Јас исеков на една срча. Не знам што да кажам. Не знам каква свест имаат овие луѓе, меѓутоа е ниска, на ниво на хорда или на ниво на племе. Па така сквернават се што ќе може да најдат. Жалосно, меѓутоа тоа е тоа. Се исеков на срча среде природа во пештера, затоа што некој кршел срчи внатре, така да местото е многу небезбедно. А ова е погледот од златната пештера. Преубаво. Ете ја посетив и пештерата од моето детство. За жал не беше таква како што ја паметам, полна е со ѓубре, меѓутоа тоа е реалноста во која што ние живееме, а џабе зборувам, право да ви кажам, вие си знаете, секој со својот пат и со својот избор и секој си одговара за тоа што прави. Не може владата да ни е крива што некој дошол во пештера и фрлил ѓубре. Значи, знам дека секогаш имаме некој да обвиниме, меѓутоа време е да си го впериме прстот кон себе и да видиме што ние правиме и како ние влијаеме на нашата средина.
А се изморив од зборување на оваа тема, нема врска, ја посетив пештерата на моето детство. Не е тоа што го паметам, меѓутоа прошетката ми беше убава, убав почеток на годината, се на се го поминав на убаво место, открив неверојатна карпа, а вас ви благодарам што гледате. Останете ми во здравје за многу години празниците и се гледаме.